Мала Светагора, рај за растителниот свет. Најживописен кањон во Македонија, во чија внатрешност се простира една од најдлабоките подводни пештери во Европа, Врело. Вака накусо може да се опише Матка, но има уште толку многу што да се каже за најпознатото туристичко место во околината на Скопје, кое последниве години е незаобиколна дестинација не само за домашните, туку и за се поголемиот број странски туристи. Кањонот Матка се наоѓа на 15 на километри северозападно од главниот град, во долниот тек на реката Треска, каде е сместено најстарото вештачко езеро во нашава земја, обкружено со стрмните карпи на околните планини, високи и до 1000 метри. Посетителите може да уживаат во убавината на пејзажот, мирисот на свеќињата и песната на птиците. Доколку имаат среќа, може да здогледаат некои од денес се поредките семејства орли, како надлетуваат над кањонот. Матка е влез во мистичен и таинствен свет. Освен големото богатство од растителен свет и ретки животински видови, кањонот изобилува со голем број културно-историски споменици, главно ранохристијански храмови, мали средновековни црквички и манастири, испоснички скитови и пештери, од кои некои денес се само рушевини, но сите тие се сведоци за богатото минато на овој предел. Според својата местоположба има убави услови за развивање на монашкиот живот. Самите карпи, тешко пристапното место, дозволило да се градат манастири и испосници скитчиња во кои што се одвива аскетско и сихастичкиот живот. Токму поради тоа многу често Матка е споредувана со Света Гора и е нарекувана Мала Света Гора. Секој монах кој што живеел на Света Гора, дури луѓе, монаси, свештеници кои ја посетиле, при престојот во манастирите на Матка искажуваат дека самиот Карпес дел со крстови на секој врв, мирисот на воздухот, мирот кој тука се чувствува, многу подсетува на неа. Заедничка меѓу Света Гора и меѓу Матка е и поврзаноста со Пресвета Богородица. Од црквите кои постојат денес, повеќето се зачувани во целост, а од некои се останати само рушевини. На брегот на езерото се црквата Свети Андреа и манастирот Света Богородица. Потоа манастирот Свети Никола Шишевски и црквата Свети Спас. А постојат и остатоци од ранохристијанските цркви Света Троица и Свети Ѓоргија. Покрај верските објекти, високо во кањонот Матка, стојат и зидините на некогашната средновековна тврдина Марковград, која била изградена како прибежиште за населението во времето на османлиите. Црквата Свети Спас се наоѓа високо над левиот брег на реката Треска, во непосредна близина на селото Горна Матка. Црквата е сместена на зарамнето планинско плато, точно над браната Матка, во местноста Петров камен,
на 1 час пешачење од манастирот Успение на Пресвета Богородица. До црквата води и широк земјен пат од селото Горна Матка. Свети Спас е мала еднокорабна црква, чија што изградба датира од доцниот 14 век. По долгогодишна запуштеност, во црквата повторно почнаа да се одржуваат прослави на празникот Спасов ден, на кои присуствуваат верници од Скопје и околните села Шишево, Сарај, Горна и Долна Матка. Исто така е изградена и нова камбанарија, висока 9 метри. Во одворот на црквата Свети Спас се уште стојат остатоците од темелите на двете ранохристијански цркви, Света Троица и Свети Ѓоргија, обележани со икони од светците, крст и кандило за свеќи. Свети Троица или Свети Архангел Михаил е црква од 12-13 век, од времето на Византија. На овој простор може да се сретнат расфрлани или вградени во црквите камени делови од раноримскиот и доцно античкиот период. Десно од местноста Петров камен, скриени меѓу бујната вегетација, се распознаваат рушевини од некогаш моќната тврдина Марков град. Местото е тешко пристапно. Крепоста е поставена на стратешко место и својот најголем развој го доживува во доцната антика и средниот век. Денешното име Марков град тврдината го добила по Марко, кој по смртта на татко му Волкашин станал крал. Среде тврдината е сместена црквата Света Недела, која датира од средината на 14 век. Таа е речиси разрушена. Сепак, по неколкуте икони, кандилото и запалените свеќи, се заклучува дека се уште ја посетуваат верници, најчесто планинари. Од величественоста на погледот озгора ви запира здивот. Лево е Свети Спас, долу езерото Матка и браната. На другата страна се забележува манастирот Свети Никола Шишевски. Манастирот Свети Никола Шишевски се издига високо на десниот брег на езерото, на една зарамнета тераса на карпите. До него може да дојдете само пеш, и тоа од 4 страни. Од мостот на реката Треска, во близина на кајакарските терени, оттаму има половина час пешачење. Од селото Шишево, 1 час, од врвот на Водно, но оттаму до манастирот се пешачи повеќе од 3 часа. И со кајче од другиот брег на езерото, па потоа пеш по стрмна козја патека. Не се знае точно кога е изградена манастирската црква посветена на Свети Никола. Според анализата на најстарите сочувани фрески, црквата најверојатно била изградена и живописана во втората половина на 14 век. Ова сознание го подкрепува и манастирскиот документ во кој се вели дека и кралот Марко помагал во подигањето на црквата.
Од сочуваните материјали се дознава дека манастирот во текот на 15-тиот и 16-тиот век представувал силен и активен културен центар во околината на Скопје. Кон крајот на 19-тиот век, како резултат на се позачестените напади на локалните арнаутски банди, манастирот целосно запустел. Подоцна повторно бил обновен животот во него, но тоа траело кусо време. Манастирската црква се состои од две градби, а над влезот на црквата се наоѓа голема фреска на Свети Никола, патронот на манастирот. Од старите манастирски конаци, денес се останати само темелите врз кои се изградени летниковци со прекрасен поглед кон црквата Свети Андреа. Црквата Свети Андреа се наоѓа на самиот брег на езерото Матка, скриена меѓу стрмните високи карпи. Таа е една од ретките цркви каде се е зачувани повеќето надписи од времето на подигнувањето и живописувањето на црквата. По изградбата на браната Матка во 30-тите години на 20-тиот век, патот до неа станува лесен и пристапен. Но во времето кога била изградена, во 14-тиот век, пристапот до црквата бил многу тежок. Црквата Свети Андреа чува фрески со висока уметничка вредност, распоредени во 3 зони, насликани од зографите митрополитот Јован и монахот Григорije. Од надписот кој се наоѓа на западниот влез од внатрешната страна, се дознава дека црквата ја подигнал вториот син на кралот Волкашин и брат на кралот Марко, Андрејашин, во 1389 година. Денес црквата Свети Андреа во Матка е една од ретките зачувани цркви во форма на слободен крст во Македонија.